Обвинетите за крвавиот четврток се жалат на притворите откако беа вратени во истражниот затвор Шутка. Денеска пристигнале 6 жалби, меѓу нив се и жалби на домашните притвори. Обвинителството нема да поднесе ниту една, иако бараше Крсто Муковски и Сашо Василевски да останат во притвор. Обвинението е веќе во кривичниот суд, каде ќе се оценува дали ќе биде прифатено или не. Бранителите приговараат за делото терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста и сметаат дека е несоодветно и тешко за докажување. Адвокатот на пратеникот Муковски во вчерашната анализа на телевизија 24 откри дека меѓу доказите имало и телефонски и вибер разговори. Тој вели имало и заштитен сведок. Има транскрипт, има вештачење на телефонски разговори, комуникација која е обезбедена согласно законот за кривична постапка на телефонските броеви и другите Viber и другите пораки. Меѓутоа има нешто што не може да се види од тие кои пораки се, например, отворени, кои не се отворени. Во обвинението кое вчера го објави телевизија 24 се предложени повеќе од 300 докази и 40 на сведоци за 27 април. Постапката продолжува и за обвинетиот Никола Митревски Колјо, кој вчера сам се предаде на полицијата и веќе е во притвор во Шутка. Судот му ја определи мерката додека беше во бегство. Недостапни за полицијата остануваат уште тројца обвинети, меѓу кои и Александар Василевски Нинџа. Според обвинението, Василевски го примил повикот од Австрија, собрал група и се упателе кон собранието на 27 април лани. Министерот за внатрешни пред неколку месеци беше уверен дека побегнатите кои ги бараат за насилниот упат се кријат во земјава и не излегле надвор од Македонија.